Болницата Плодност ви представува. Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте во Директно на Тера телевизија. Медиумите и политиката, политиката и медиумите. Ова е темата за која вечерва ќе разговараме со Жанета Трајковска, директор на Високата школа за новинарство и односи со јавноста. Добре дојдовте во Директно на Тера. Добре ве најдов и добро вечер за гледачите. Тоа некако доаѓа како директор, како декан на оваа школа, така? Па никако така, или за човекот кој е виновен за се, кога има некој проблем. Решите да едуцирате новинари во Македонија. Конкуренција му сте на факултетот во Скопје или на Скопскиот универзитет? Па, да, решивме да едуцираме и новинари и стручни лица за односи со јавност, како прва наставна програма во Македонија, кој што популарно кажано пиаровците би ги едуцирал на додипломски и последипломски студии, заради тоа што мислевме дека тоа е единствена логична, да речам, поврзано со она што претходно го правевме во рамките на Македонскиот институт за медиуми, кој што е основач на Високата школа, на тие едногодишни курсеви или едногодишни школи кои немаа диплома, но беа добро прифатени од медиумската заедница. Пред 4 години решивме да додадеме една вредност плюс, односно да акредитираме до дипломски, годинава да акредитиравме последипломски студии и се нафативме на една не толку многу благодарна работа, морам да кажам, во делот на медиумите. А дали сме конкуренција на Скопскиот универзитет? Па во некои случај да, иако нашата висока школа е не само академска, туку е применето високо образование, значи мешавина на теорија и на пракса, на нешто што би требало, така сметаме ние, да се учи новинарството. Джио Тонгве скинираше, ве рангираше? Да, не рангираше, да. Ние сме во средина, златна средина, на 9-то место, што го сметаме како успех, бидејќи, нели, акредитирани сме 2008 година. Од значи го признавате тоа скенирање, бидејќи за некој беше спорно и проблематично? Да, ги следевме сите, како да кажам, реакции после рангирањето, меѓутоа ние го прифаќаме затоа што не видовме никаков, да речам, конкретен доказ зашто тоа не чинело. Ние неколку пати бевме контактирани од Министерството, неколку пати праќавме дополнителни информации, кога ќе се види барем за нас, нели, сега не знам за другите, каде сме добили, а каде ни се одземени поените, реално е. Значи имате сертификат за сигурност? Па во некаков случај да, бидејќи мене се уште не ми е јасно зашто еден така голем планетарно признат нели институт, односно универзитет би се занимавал со подместување во една мала држава како што е Македонија. Приватните универзитети доста реагира и беа критични во однос на таа анализа. Вие се водите како за државен сигурно, не сте меѓутоа нешто. Да, ние сме нешто измеѓу. Тоа значи дека по нашиот централен регистар, да, регистрирани сме како приватна, меѓутоа ние сме непрофитна високообразовна институција, тоа значи дека немаме сопственик, односно дека сопственик е Македонскиот институт за медиуми, кој пак е невладина организација, која што е основана исто така. Тоа е добар модел, бидејќи се вели дека на приватните универзитети во Македонија лесно се добиваат дипломи. За нас ова е добар модел, бидејќи само така можеме да покажеме дека не стојат нечесни игри или лесни дипломи или остварување на профит. Десетка се добива лесно ако континуирано се учи. Новиот систем на едукација во високото образование, ако споредите во времето кога ние студиравме, е многу различен. Многу е полесно, морам да кажам, но многу е поефективно. Односно, концептот на средно училиште, каде што имате континуирано учење преку домашни задачи, не само преку нели кампањско неколку дена пред испит, ако тоа се прави, навистина во еден континуитет лесно се добиваат и високи оценки. Но од студентот бара постојана ангажираност и постојано да биде во тек со работите што се случуваат. Зошто некои велат дека студирањето на државните универзитети во Македонија е вистинското студирање за човек да се стекне со вистинските знаења? Тоа од една страна, од друга често за тој факултет нели каде што завршуваат новинари на државниот универзитет во Скопје, пак тврдат дека кога ќе се најдат во директно соочување со предизвикот на работа, дека тешко се снаоѓаат заради големата теорија, малку пракса додека студираат.
Видете, и во едното и во другото тврдење има малку вистина, нели во зависност од каде ќе се гледа. Јас не би сакала... да видиме дали на вистина е тоа така, како вие го перципирате, дека на државен универзитет се добива соодветно и солидно знаење. Каде што не имало десетки, туку така? Па не мислам дека нема десетки таму туку така. Мислам дека генерално и државните универзитети се соочуваат со проблеми. Мислам дека кај нив проблемот е тоа што тие ја зема Болонјската конвенција и начинот на ЕКТС буквално на техничко ниво, па сега, например, на некои факултети каде што е потребно практично знаење, се полага на заокружување. Например, вие новинарство полагате на заокружување на некои од државните универзитети, така не се учи новинарство. Значи, додека не фатите камера, додека не напишете текст, додека не излезете надвор на улица и не најдете приказна и ја донесете нели назад, е тешко да станете новинар и затоа тие студенти после откако ќе завршат и ќе се добијат со диплома дипломиран новинар, кога ќе отидат во редакциите се соочуваат со студенти кои немаат никаква пракса и тоа е навистина проблем. Меѓутоа, знаењето, како што кажа, во зависност на кој факултет, јас не сакам да звучам лошо и да речам дека на државните не се добива знаење, напротив, сметам дека и на државните универзитети се добива знаење, меѓутоа, она што ние како висока школа го туркаме е всушност концепт кој што е мешавина помеѓу теоријата и праксата. Ние моделот на наставната програма ја правевме според модел на наставна програма на УНЕСКО, буквално за вакви наставни програми за новинарство, комуникација и медиуми, каде што како е на еден вид на круговете, така да кажам, се конципираат предметите. Па имате најважни предмети кои што се важни за додипломски студии за новинарство, ако сакате да бидете новинар. Затоа нашите студенти уште од прва, втора година веќе имаат ангажмани, а веќе со завршувањето на трета година работат повеќе месеци во некој од редакциите. Најважно е сега, затоа што сега, знаете, сега и за магистерските викаат дека тоа е новиот факултет всушност, тоа се новите додипломски од наше време. Значи, за додипломските студии, посебно за новинарство, навистина е потребно да ги знаете теориите, но во однос на етиката, на професионалните стандарди, но од друга страна мора да бидете во тек со времето, мора да знаете мултимедија, мора да знаете веб, онлайн новинарство, односно да правите производи кои што ќе може да ги ставите на било која медиумска платформа. Тоа е она што нашата школа го нуди. Само уште една работа да бидеме нели фер, освен Скопскиот државен универзитет, Свети Кирил и Методи, новинарство нудат и други. Тука е универзитетот од Тетово и државниот и Штуловиот, комуникација и новинарство нудат. Штипскиот универзитет исто така нуди новинарство, Балканскиот универзитет како нов, односно не е нов колку нас е, да речеме стар, но има повеќе. Па да, сега сме во процес на да речам на покажување или на презентирање на која е наставната програма и што се добива како плюс од она што значи нели учење, односно студирање на различен факултет. На државните имаме нели попусти, некакви студирања нели за 400 евра или во државна квота. Кај вас ситуациите какви се? Кај нас ситуацијата е секоја година различна. Ние како непрофитна високообразовна институција секоја година се обидуваме да најдеме стипендии и за додипломските и за последипломските студии. Некога се поголеми, некога се помали. Годинава успеавме сепак да најдеме одредени стипендии од нашите странски партнери за да можеме еден дел од стипендиите да ги надмириме на тој начин, така да кажам. Тоа значи дека за оваа година за тие што ќе се запишат кај нас и на новинарство и на односи со јавност, студирањето е 950 евра годишно. Тука се и семинарските и така натака остануваат само оние нели кога се пријавува испит има одредена такса. Реалната годишна сума на тие студии колку е? 950 евра, остануваат од прилика околу 50-60 евра во зависност од колку испити нели ќе се полагаат во текот на годината, кога се полагаат испитите да се плати тоа. Ние не тераме студентите да си ги купат учебниците, може да ги земат од другите студенти, може да ги прекопираат, фотокопираат и така натака, иако имаме собствена едиција, меѓутоа тоа не е задолжително кај нас. Како што е на државните? Па на некои факултети е задолжително, морам да кажам. И на државни, но слушам и на некои од приватните е задолжително. Не сметам дека тоа е добар начин на собирање на средства. На крајот на криштата можеби некој сака да учи на различен начин и тоа не значи дека ќе научи ако ја купи книгата, нели? И која ќе во текот на студиите сигурно и самите студенти прашуваат каде ние потоа ќе работиме. Кај нас таа работа е малку полесна на високата школа, бидејќи првично ние морам да кажам дека запишуваме мал број на студенти.
Во генерација запишуваме максимум 70 до 80, односно 35 до 40 студенти во насока, значи толку иста бројки на новинарство и на односи со јавност. На последипломски запишуваме по 25 во група, значи тука е уште помала групата и кај нас е многу полесно да ги вдомиме, ајде така некако да кажам, за првиот ангажман или за првиот хонорар. Тоа е затоа што првично имаме навистина добра комуникација со медиумите, а воспоставивме и добра комуникација и со агенциите за односи со јавност и другите места каде што има пиар или пак оделенија за односи со јавност. Со министерствата како стоите? Добро стоиме и со државната администрација, со нив можеби немаме подпишано договори за соработка, меѓутоа освен со Министерството за образование и наука, меѓутоа добро стоиме и отворени. Ви праќате ли луѓе за да ги едуцирате што значи лице за односи со јавноста? Не, сме работеле. Тоа е точно дека сме работеле, меѓутоа најчесто работиме преку одредени странски проекти. Например, британската амбасада имаше голем проект со кој работеше со секретаријатот за европски прашања, па нашите предавачи и дел од нас работеа во минатите 5-6 години со различни министерства на креирање на комуникацијска стратегија во однос на интеграцијата на Македонија во Европската унија, нели, на креирање и на презентација на најдобрите работи и на пораките кои што сакаме ние како држава, без оглед кој е на власт, нели, да ги сподели со европската јавност зошто Македонија треба да е што побрзо дел од тоа европско семејство. Ако е точно или пак ако веруваме во тезите дека одработеното по партиска заслуга седнуваат на тие места како луѓе кои се портпароли на министерствата или луѓе за односи со јавноста, тоаш луѓето што студираат и завршуваат кај вас, каде ќе работат? Па има многу места каде да се работи. Јавната и државната администрација е мал број. Морам да кажам дека јавната и државната администрација во последниве 5-6 години креира оделенија за односи со јавност. Претходно не имаше само еден портпарол, нели, на едно министерство или на влада и така натака, и тука завршуваше се. Она што сега го има, го гледаме креирање буквално на оделенија или на сектори за односи со јавност. Нормално дека првите лица, посебно на највисоките тела, да речеме, собрание, председател, премиер и така натака, тоа се луѓе кои што се политички одбрани. Значи тоа е делот пиаровецот или човекот кој што е задолжен за односи со јавност, главниот или портпаролот на такви места во тие канцеларии треба да биде близок дел од тимот, од кабинетот на председателот, премиерот и така натака, и тој да му и мандатот заедно со него и да си оди. Меѓутоа, нели, тоа е само портпаролот е само тој што се гледа во јавноста, што викаме ние над површината. Под површината има една голема плејада на луѓе, професионалци кои што работат во однос на комуникација со јавноста, не само на комуникација на пораките на првиот човек, туку на целата јавна и државна администрација. Впрочем, тие треба да останат и како ви изгледат овие портпароли кои секој ден ги гледате по вестите, информативните емисии? Дел од нив добро ја вршат работата, за жал дел од нив не толку добро, меѓутоа ние имаме еден друг феномен тука во последниве неколку години, портпаролите како да ги подзаборавивме, посебно во јавната и државната администрација, па првите луѓе всушност на министерствата или на тие сектори оделенија или тоа посериозно изгледа ако се обрати министерот или министерката? Предпоставувам дека тој чекор во наш случај направен за да се добие поголем да се даде тежина, не само тежина, туку едноставно лицето кое што е за езеро, убиството што беше таму, гледавме само министерката, не и портпаролот. Тоа беше сериозен инцидент кој во Македонија прв пат имавме за жал такво искуство. Го третиравте тоа? Да, ние го третиравме во однос на како медиумите го следеа и известуваа за овој настан. И се плашевте да не направат војна? Па да, се плашевме да не направат војна, но да се вратам... Медиумите или политичарите? И политичарите, меѓутоа и медиумите. Знаете, ние живееме во регион кој што се вика Балкан и каде што дел од војните во поранешна Југославија почна на телевизија. Кој повеќе може да додаде масло на огнот, медиумите или политичарите? Во секој случај политичарите, меѓутоа оној последен, како да кажам, солта и биверот може да ја стават медиумите, може да го загорчат или да го засолат јадењето, па да ни се слоши сите нас кои што сме во таа манџа. Дали политичарот или пак медиумот или политичарите или медиумите повикаа нели после убиството кај Смирковци да не се разгоруваат меѓуетничките тензии? Повикаа првично, морам да кажам, носителите на јавни функции.
Значи првично повика Министерството, потоа излегоа така министерката, потоа излегоа и сите други факторите, така Каде сгрешија медиумите? Медиумите сгрешија на повеќе места во текот на известувањето, ако зборуваме само за известувањето за Смилковското езеро, за настанот на Смилковското езеро. Ние кога ги следевме медиумите, ги следевме на неколку временски пункта. Значи дента кога се случи, односно утре дента кога се случи убиството, па потоа приведувањето, првите протести, приведувањето и вторите протести. На почеток морам да кажам дека откако се случи убиството, некои од медиумите, некои од онлайн медиумите направија најголеми грешки, излегоа без воопшто никога да има официјални податоци, излегоа со етнички епитети или пак ги ставија во етнички рамки кои биле убиени и потенцијалните нели осомничени, со што на целиот настан му се даде една етничка линија, која што кај нас е сериозно лоша. Електронските медиуми се залепија на тоа. Сите други потоа нели се залепија на тоа, иако некој држа дистанцата. Она што најмногу се случи всушност како грешка, професионална грешка во однос на известувањето беше после приведувањето на. Тоа беше добро осмислен спин за да се нафатат медиумите на тоа? Мислам дека иако веб страните нели не ги регулираат барем како електронските медиуми. Не, мислам дека за Смилковското езеро немаше спин, мислам дека тоа беше од сите страни имаше многу голем притисок, затоа што се чувствуваше тензијата во воздухот, посебно во Скопје, дека може да се случи нешто. Пола град беше затворен, нели, Радишани и натака околните села. Луѓето меѓу себе беа многу напнати и мислам дека во таа трка и со времето и да се намали притисокот беа направени неколку грешки, но медиумите многу мудро се повлекоа после тоа. Мислам дека и тие станаа свесни дека ако продолжат да ставаат етнички, да речеме, да ги на тој начин да гледаат низ призмата на потенцијална етнички конфликт, да ја гледаат оваа приказна дека ќе направат голема штета и се повлекоа. Затоа мислам дека овој случај немаше никаква намерна провокација или манипулација. И на крај медиумите ја доаѓаат. Па не мислам дека, видете, јас на протестот против нели албанскиот радикализам пред владата точно беше нели беа нападнати и фрлано. Беа, па знаете како е, новинарите се секогаш првата мета и новинарството воопшто не е сигурна професија. Посебно кога се занимавате со репортерство и кога известувате од самиот настан, и тоа е точно затоа медиумите јадат ќотек, меѓутоа не мислам дека тоа беше свесно затоа што некој кажал вака или така. Ние имавме многу лош дискурс во текот на посебно после приведувањето. Морам да кажам дека медиумите всушност се залепија на изјавата на министерката. Министерката веројатно ненамерно направи грешка или можеби тоа била нивна цел, јас не можам да зборам во име на министерството, меѓутоа кажа дека се приведени, односно дека се уапштени сторителите. Министерството не е суд, значи може да ги приведе осомничените. На таа прва изјава од 1-2 мај, нели во време на првомајските празници, сите медиуми ја го преземаа тој дискурс, тој начин на изразување и сите го пренесоа во сопствените медиуми без да направат дистанца, затоа што медиумите ако се контролори на власта, контролори или пак нели можат ли медиумите да ја сменат таа изјава? Може да ја повикаат министерката на одговорност, односно да речат, односно јас не прочитав, ние не прочитавме ниту еден уредувачки коментар или пак било каков друг вид на новинарски текст каде што се става во прашање начинот на кој што се се искомуницира таа информација. Не е дека, значи, никој нема да бара не знам какви работи, меѓутоа треба да се посочи, бидејќи ако ние сме како медиуми контролори на власта или на институциите на власта, треба да се посочуваат тие работи, инаку ќе изгубиме функцијата. Меѓутоа нели велат обично, особено во македонските медиуми, во информативните емисии од типот на вестини или коментари нема. Некои си дозволуваат да коментираат. Па да, коментари нема, но за жал ние во кој електронски медиум еве очекувавте или е возможно да се обиде да ја коригира министерката во таа изјава? Постојат различни, например, ова не е се вести, така ова е една емисија каде што дискутираме за токму овие работи. За жал националните медиуми, оние кои што емитуваат на територија на цела, настрана од нештата? Па немаат никакви можности колку што гледаме во последните неколку години за било што освен за вести, за жал, освен турски серии, вести, ред, турски серии и така натака, нели вести. Нема никакви други или многу малку има друг тип на емисии. Жанровите се тука, само кај нас малку
помалку изумираат. Во весниците тоа се нели уредувачките коментари и другите коментари кои што ги има. И таму може да го, нели, можеме да прочитаме секакви ставови. Но телевизиите како најсилен медиум, нели очекувавте тоа да го направат и да го изанализираат? Може да го направат и во уредувачки коментар во рамките на вестите. Па јас не можам да тврдам зошто не сакале, можам да го кажам моето субјективно мислење. Мислам дека дури дел од нив и не се свесни. Ние на таа дебата која што имавме, дури мислам дека некои од медиумите не беа ни свесни дека самиот начин, нели, термините, дискурсот кој што го пренесува, потоа, нели, од министерството, па во медиумите, тоа дојде до јавноста и јавноста всушност излезе на улица после тоа, затоа што беа граѓаните на некаков начин беа огорчени. Исто не беа свесни како новинарите од Ајден телевизија, кога ги опоменавте преку соопштение дека не треба да работат во интерес на сопственикот на телевизијата, зашто многу ви замерија останатите колеги. Да, знам дека тие не беа свесни тогаш? Не знам дали биле свесни или не, меѓутоа тоа што се случи тогаш беше кршење на професионалните стандарди без оглед каков е сегашниот резултат и на кој начин тоа, нели, се одвива. Ние можеме да зборуваме затоа што не можеме да ги генерализираме работите, значи мора повторно да зборуваме во временски слотови или во временски точки. Таа временска точка кога се случи првиот инцидент околу Ајден, новинарите требаше сепак да го држат тој простор помеѓу сопствената работа и помеѓу интересите на сопственикот на медиумот. Беа ли премногу еуфорични? Па во тој период таа вечер беа. Ви се уплашивте дека нешто може да се случи таа вечер? Јас не се уплашив, морам да признам, затоа што кога почна самиот настан, кога почна инцидентот, ајде така да кажам, беа вестите нели на Ајден, кои одеа традиционално во 19 часот и таму беше Министерството за култура. Добро се сеќавам. Да. И мислам дека тоа е некој општо правило, мислам дека кога има или треба да има некој таков инцидент или се планира да се направи еве да речеме упад во одреден медиум или во друга институција, дека обезбедувањето без оглед кој министер нема да дозволи еден министер да оди таму заради тоа што таква е нели работата. Едноставно тоа е по правила и по прописи на обезбедувањето на јавни личности. Од таму јас не, но не беше многу пријатно да се гледа како тоа нели се одвиваше таа вечер. Можеме да зборуваме потоа за начинот на кој што се завршија сите тие работи. Морам да кажам... Ајден телевизија згасна студентите кога ви прашуваат дали го делите мислењето дека медиумскиот простор во Македонија, односно оваа сфера се дели до згаснувањето на Ајден и после тоа. Некои тврдат дека да не била Ајден телевизија во 2001 ќе се случеше војна. Да не го цитирам еден од колегите од Скопје. Значи вака, Ајден со своето постоење во изминатите 18 години, мислам дека толку постоеше, направи сериозен чекор во делот на професионалното новинарство и беше на некаков начин контролор на власта и од таму излегува многу генерации на нови новинари и таму имавме новинари, плејада на новинари кои навистина оставија свој печат во новинарството. И тоа е нешто за кое треба сите зборуваме за генералната слика на да се гордееме. Во 2001 исто така беа медиум кој што ги држеше уздите, ако можеме така да кажеме, заради тоа што на некаков начин ни дозволи да ја обземе еуфоријата на конфликт, на страф, на тензија и така натака и веројатно малку ја смирија топката, бидејќи беше и не мислам дека во моментов има друг медиум кој има такво влијание како што имаше Ајден и вестите на Ајден во 19 часот. Сето тоа добро, зашто потоа ги критикувавте новинарите? Ама еднаш ако правите добро, а следниот пат ако правите лошо, не ви се акумулира, нели? Ако јас денеска работам добро, утре работам лошо, вчера сум работела добро, денеска сум се работила лошо. Кога беа пред Владо, отидовте, ги посетивте таму, разговаравте со нив? Да, мои колеги ги посетија, ние разговаравме со нив и ние бевме, морам да кажам, едни од единствените кои излегоа исто така со соопштение заедно с дента кога им ја одзедоа фреквенцијата, во кој што посочихме дека одземањето на фреквенцијата од страната на Агенцијата за електронски комуникации беше нелегално и беше упад во работата на Советот за радиодифузија.
и ги злоупотребија и ги прекршија сите закони во однос на... Тоа беше на еден начин дивјачко одземање на лиценцата всушност, односно на фреквенцијата на еден телевизија. Затоа велам, значи мораме да ги... Дивјачко? Па беше, затоа што според законот за радиодифузија, Советот за радиодифузија е тој кој што може да ја укине фреквенцијата, а Агенцијата за електронски комуникации на техничко ниво може, нели, да ја запре фреквенцијата, но не може да го имплементира законот за радиодифузија. Може би истото ќе се случеше, но требаше да помине одредено време. А ова во сред лето, нели, кога веројатно или на почеток на летото, кога пола од луѓето, од граѓаните мислат каде ќе одат на одмор или веќе се заминати, мислам дека беше тотално несоодветно. Првиот човек на Високата школа за новинарство со своје присуство не ја дава поддршката на новинарите кои протестираат пред судот во Скопје за покусата пауза. Останете со нас. На програмата на Тера следите директно, зборуваме за медиумите и политиката и медиумите со Жанета Трајковска, директор на Високата школа за новинарство и односи со јавноста. Новинарите на протест пред судот, иако некои мислели ќе се појават пред владата заради тие преговори, почнаа, застана, закочија. Сега судот им е виновен. Барем зборам за колегите од Скопје. Па се надевам дека не се само од Скопје колеги, затоа што нели ако се прави новинарски протест би требало да има и колеги од други градови, бидејќи не е Скопје центарот и единствен град во Република Македонија и таа поделба мене од секогаш ми сметала и ми пречела затоа што така не се другите ги нарекуваат дописници. Не се ама и да се дописници се новинари, нели? Најдобрите новинарски истории доаѓаат од дописници во светот, дописници од различни места, од таму, затоа што тие се на терен, тие носат вистинската информација. И обично пополнуваат во викенд вести кога нема во Скопје. Тоа е кај нас, во нашата држава, инаку таму е, од таму идат живите приказни, од таму иде животот, нели, во вестите. Тоа е тоа што народот го гледа и сака да го гледа, нели, почнуваме од себе си. Никој не сака да гледа политичарите денеска кој колку пати направил пресконференција, но за жал најчесто така не се сведуваат информациите. Се надевам дека има доволно број на новинари. Она што јас го знам и сум информирана е дека е на еден начин протест во 12 часот за да се каже дека има навистина многу судски рочишта кои што се против новинарите, против клеветата и навредата, против клевета и навреда на одредени... Договоривме декриминализација, нели? Па не знам до каде е таа работа и колку е тоа договорено, морам да кажам, бидејќи Насер Селмани со Теута Арифи, нели, често преговара, се среќава. Па јас го гледам она што... Особено ланската година, сега малку не. Јас го гледам она што, нели, може би вие повеќе гледате, јас го гледам она што го гледам на медиумите и што го читам во весниците. Мислам дека закочија некаде преговорите. Последната изјава на председателот на ЗНМ беше дека преговорите се во ќорсока како не се веќе и во мирување, но не слушнав дека се прекинати. Владата го искористи ЗНМ заради Европска комисија извештај што тоаш го очекувавме за да ја подобриме сликата. Иако Салмани тоа се обидуваше да го демантира, но потоа како да призна. Јас на некаков начин ќе се согласам со тебе, мислам дека на тој начин тоа беше така спакувано и тука треба да се свртиме кон себе и да прашаме зошто бевме ставени во таква ситуација. Едноставно, јас верувам во добрата намера на ЗНМ и декриминализацијата сама по себе дека е добра, меѓутоа тоа е навистина едно сложено прашање. Бидејќи декриминализацијата, односно клеветата и навредата не е само за новинарите, туку за сите граѓани, не може таа да се избрише да не постои. Но и таа треба добро да се осмисли, бидејќи последната информација колку што се сеќавам беше дека оние казни за клевета и за навреда кои што ги предложиле од влада биле екстремно големи и се скалести за собственикот, уредникот, новинарот и така натака, но се со илјадници евра, нешто што кај нас не може да се исплати всушност. Зошто ЗНМ и преку ова раководство и преку претходното никогаш и тешко се бори за правата на новинарите, еве се обидува и синдикат, нели паралелно се формираше? Не можам да дадам конкретен одговор, бидејќи не сум дел од
таа, да речам, дебата, не сум ни член на ЗНМ, но тоа не ми е намалува одговорноста за целиот овој... Да, едуцирате, нели, новинари кои треба да работат у тие медиуми. Нели, што се случува во ЗНМ, точно не знам, бидејќи не сум дел од, да речам, од тој муавет, така да кажам. Синдикатот се основаше со една навистина доблесна и една добра идеја. Македонскиот институт за медиуми го поддржа основањето на синдикатот и сите некако застанавме зад него, затоа што навистина треба да се ги, нели, да се одделат работите кои што се однесуваат на професијата и она што се однесува на економските, да речам, стандарди и параметри, и тука треба да го поддржуваме сите тој синдикат и Тамара која навистина се обидува да направи нешто, затоа што тука е и основата на сето она што се вика професионално, непристрасно и балансирано новинарство, бидејќи јас сум поборник на тоа дека објективно новинарство или независно, независно новинарство не постои. Сега нема такво во медиумите во Македонија? Ве плашат состојбите? Многу ретко. Сега, јас не можам да зборувам за локалните медиуми, нели, бидејќи не ги гледам и не ги читам, веројатно ги читам некако што се, нели, онлайн. Меѓутоа, состојбите, да, како не ме плашат последниве 15 години и продолжуваат да ме плашат, но тоа не значи дека треба да се откажеме, нели, јас некогаш... Кои се луѓето што ги едуцираат едните новинари кај вас? Кај нас тоа се различни... Работат во постоечки медиуми? Некои од нив работат, некои од нив биле новинари, веќе не се. И некои од нив се теоретичари, нели, професори кои што ги предаваат оние теоретски предмети. Ние направивме некои од нив... Во теоријата е вака, но во праксата тешко дека ќе биде така. Не, во теоријата мисля во однос на етика, комуникацијски теории, медиуми, општество и така натака. Во праксата ги учиме баш на пракса, има месец дена одење по, нели, редакции, таму го чувствуваат горкиот вкус на реалноста всушност. Но да, им кажуваме дека... И вела да автоцензура гледаме ке новинарите. Да, е гледаат и тоа е веќе очигледно и мислам дека и за граѓаните кои што ја гледаат, бидејќи знаете како има одредени прашања за кои што ќе речете да, можеби за овие има притисок или не знам, нели, ќе си претпоставиме дека има така некој телефон и некој се јавува и така натаму. Но ние имаме намалување на квалитетот на новинарството и кај обичните приказни, кај нешто што се однесува на животот, кај нешто што се однесува за нели од секојдневието, од градски теми и така натака. Повеќето вести стануваат пиар? Лош пиар. Не само пиар, не знам дали е лош или добар. Па пиарот треба да е добар по дефиниција, нели? Меѓутоа слушаме и читаме убави моменти, постојано субвенција за ова награда, за ова стимулација, за ова. Веќе немаме во вестите црна хроника, лоши вести, нели? Имаме во вестите црна хроника. Ние почнуваме некои од националните медиуми, првите 15 медиуми се, првите 15 вести се црна хроника, кој кого убил, нели, и така натака, и сите лоши работи, и тоа не е добар начин, затоа што нели и вестите треба да го имаат балансот во општеството и на животот, и добро и лошо и криминално и некои позитивни работи. Мислам дека новинарите не успеа да одолеат и на притисоците и на собствените желби и на лошата економска ситуација и на се што се случува, не на притисоците само од власта, и од опозицијата, и од собствениците, и од уредниците и така натака, и на се она што се случува околу нив, за да може да ги донесат вистинските приказни на граѓаните. Лошо ли ако имаме медиуми кои поддржуваат лева или десна опција во Америка, тоа го има? Не, и тука многу ги критикуваат дека вие поддржувате десница, вие поддржувате левица. Не, значи воопшто не е лошо и тоа треба да си го кажеме еднаш за секогаш, дека приватните медиуми имаат целосното право, согласност, собственикот и идејата на собственикот на медиумот да биде центар, лево, десно и така натака. Она што треба да се знае, тоа да биде јасно кажано и тие негови таа провиниенција на лево, надесно или на центар да биде во дел кој што не е вести. А имаме такви информации, така имаме коментари, имаме анализи и така натака. И тоа во кога спишува... Рековте дека има премногу турски, каде има такви емисии? Па за тоа реков дека треба да има такви емисии. Во весниците тоа го гледаме, нели, излегува главниот уредник и пишува уредувачки коментари на во неделата и таа е таа уредувачка нитка или политика во кој што ја држи вестникот. Да, тука водителот вели ние сме најобјективната телевизија. А потоа одиме понатаму. Зошто да не? Со закон треба да не уредуваат. Мислите на новиот закон за медиуми?
Па тоа стана една сериозна тајна. Министерството ве контактира, побара од вас транспорт и врски? Не, најавија дека ќе бидеме вклучени. Кога ќе излезе првата, имаше на почеток, беше дојдена словенката Сандра Башич Хрватин како експерт на ТАЕКС, како европски експерт. Беа нашите колеги на неколку средби, кои што беа групни и така натака, меѓутоа сега ќе видиме што ќе се случи. Не сакам да зборувам за нешто што го немаме видено, веќе Со само регулацијата не успеавме. За Затоа сега ќе не регулираат. Но едното со другото не се исклучува. Тоа мораме да го знаеме, дека само регулацијата и регулацијата не се исклучуваат, туку се надополнуваат. Ние само регулацијата уште од времето, нели, ми почна да е турка од 2003-2004, меѓутоа не оди. Тука веќе мораме да бидеме сигурни дека мора да бидат и собствениците на медиумите и новинарите и најдобро, нели, тој најдобар трети трослоен, така да кажам, концепт на третата група да бидат граѓанскиот сектор или представници на публиката, за да може да има добра Таков капацитет имаме ли тоа да го направиме? За жал, мислам, во Македонија не. Значи да одиме на закон за медиуми. Некој вела тоа е лош за медиумите. Да го видиме. Значи јас Каков иде закон е? Па значи јас не знам дали ќе биде закон за медиуми или ќе биде она што треба Македонија да го направи, да го апдейтува, односно да го усогласи постоечкиот закон за радиодифузија со новата директива за аудиовизуелни уметности. По слобода на говорот сме на ниско ниво, така читаме дека странски агенции не оценуваат, дека сме паднале за неколку чекори. Да, читам и јас, мислам дека да, паднати сме, но не мислам дека некој од нив, не дека не се реални, но ги знам начините на кои што се собираат податоците. Ние самите знаеме меѓу нас дали имаме или немаме слобода. Има ли слобода на говорот во Македонија? Во медиумите? Може би треба јас вас тоа прашање да ве прашам, бидејќи јас не сум дневно во медиумите, меѓутоа јас не можам да видам кој на кого му забранува нешто. Веројатно има сериозни притисоци и тие притисоци доаѓаат и од владени, и од опозициони страни, и од собственици, затоа што ние имаме сериозни кампањи кои што одат по медиумите, тоа сите го гледаме, нели, од кампања Гушни го ближниот свој до, нели, какви беа тие форми на македонци кои треба да изумрат во делот на ендемски видови. Ендемските видови. Вас ви пречи таа реклама? Во пиарот постојат такви принципи, да речем, не е прв човек, нели сте на високата школа. Што е проблемот со тој пиар? Па мислам дека нема проблем во тој пиар. Тоа е пиар кој што е, како да кажам, кој што е освестувачки и всушност на самиот начин на освестување и она што го бесот што го предизвика како реакција прилична. Некои беа премногу навредени. Навредени беа, да, меѓутоа... Вие велите дека се повеќе освестувачки. Не, тоа е поентата на тие кампањи. Всушност да се зборува за тоа, нели, да станеме свесни на некаков начин да повика на свесност што ни се случува. Можеби некои од точките се премногу, нели, јас можам да зборувам дека некој од нив ми се допаѓа, некој од нив не ми се допаѓа реклама, бидејќи нели има сет на такви реклами. Но и јас прв пат пред неколку години кога се соочив со таква реклама. За капењето на апладнена скапа струја се согласувате? Па мене ми се случило. Морам да кажам, не сега, пред многу години. Таксистите толку молчеливи се? Па сега не знам како е во другите градови, во Скопје добивме некои понови такси возила и имаат, нели, дршки за отворање на прозори, но нели сите тие се како секвенција од секојдневниот живот и колку и да се навредливи има дел од тоа што се вистините. Но Влада како го вика герила маркетинг, нели? Герила маркетинг е нешто друго. Нели, сега читам... Министерот за економија тоа го коментираш. Да, знам, меѓутоа ние во нашите книги го учиме како нешто друго. Герила маркетинг е користење на неформални, неофицијални, авангардни начини, нели? Герила, тоа е герила, се партизаните кои што одат во планина, кои што не, значи тие не се официјални канали на кои што се Чекате со партизаните во едно време влегувате. Добро, ајде ќе одиме на ајдуци и на комити, па да бидеме во ова време. Да бидете балансирани. Да бидеме така, да бидеме балансирани. Така да тоа е тоа од прилика, нели, тоа е герила маркетинг или герила approach. Ова е веќе, овде продукцијата е сериозно скапа на тие реклами, можеме да видиме, тоа е добро спакуван производ и сега може да ни се допаѓа или да не ни се допаѓа содржината. Ќе сменили сликата за Македонија, тоа е најбитното. Тие реклами не се наменети за надвор, тие реклами се наменети за нас. Конкретно беа за Охриѓани. Ќе ги променили во начинот на размислување, бидејќи идејата на пиарот е тоа?
Па не знам дали ќе ги промени, но мислам дека дел од нив ќе ги освести. Мене во тие реклами не ми се допаѓа само моментот на користење на лик кој што е починат, нели, на домаќинот, ете така да кажам, или водителот, тоа мислам дека е невкусно. А другиот дел можеме да се, нели, да дебатираме. Вие во Британија имате пред 10 години сет на реклами кои што вистински го покажуваат животот на лицата со хендикеп, например, сами себе се снимаат какви тешкоти имаат, и тоа е многу сериозно. Кога ќе го гледате, тоа ви растревожува. Меѓутоа, тоа бил единствен начин како да се освестат другите, нели, на тие кои што ништо не им фали, условно кажано, дека луѓе околу нив живеат со различни потреби и недостатоци кои што ги шуткаат и се надвор од општеството, и таков тип да речем реклама или на пристап во освестување на јавноста помогна. Ако одите ова лето во Грција на одмор, ќе ве наречат предавник во новинарската фела, или ќе пиете кафе на сплавовите во Вардар? Мислам дека на сплавовите нема да пием кафе, затоа што она што го видов на слика не ми се допаѓа воопшто, и така центарот на градот ми станува сериозно населен со различни видови. Јас не можам тоа да го видам. Јас морам да кажам... Бројките по статистика. Да, има поголем број на туристи. Како се стигнати во Македонија, не знам. Нели, тоа можеме да го дискутираме. Меѓутоа, не си го препознавам веќе градот, нели, каде што живеам, а центарот посебно. А мислам дека сплавовите од времето на... ми личат како од некој цртан филм од Астерикс и Обеликс. Барем оно што го видовме. Ќе видиме, нели, уште не се готови. Планот е таков. Благодарам за гостувањето во Директно, е последната емисија за оваа сезона. Пред нас е лето, затоа ви прашав дали во Грција ќе одите. Ќе видам, ама ќе ви кажам, па да видиме, може и да встанеме. Бидејќи во текот на летниот период ќе се гледа кој политичар заминал преку граници или кој новинар. Па ние имавме многу... И потоа тие се нели осудувани. Да, ама имавме многу политичари, Лани од владеечката ВМРО, кои што беа нели на насловна во купање на еден дневен весник, кои што беа на блиските грчки плажи. Го препознахте политичарот или? Па мислам дека тој беше доста препознатлив, двајца тројца беа, нели, не беа скриени. Благодарам за гостувањето. Благодарам и вас на времето. Успешно запишување на студенти во школата, наши колеги, па се гледаме во друга прилика. Исто така. Вам, почитувани гледачи, благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте убаво лето, се гледаме од наесен. Спонзорирано од приватна здравствена установа, специјалистичка ординација по максиофацијална хирургија, Максидент Вршковски.